Продолжуваме онаму каде што застанавме. Верувам дека сте заедно со нас од 6:45, така и во овој дел од денот на онаа трпеза каде обединуваме најразлични разговори. Последно застанавме со разговорот со господинот Богдан и се навраќавме на Дебармало, на вашето место на живење, на вашата мајка. Да. Така да споменете и споделете ни за танцувањата во тоа време. Значи, јас цел живот живеам во Дебармало. Дали најголемите уметници се родени токму во Дебармало или? Така се наместило. И баш претходно зборевме, мајка ми е стара чаирчанка, значи од Чаир. Чаир на времето се рачунало како место кое што е, да кажеме, покултно. Значи Маџар мало, Пајково мало. Тие биле најстарите населби. Најстарите населби, да. И фактички на така гравитирал градот во тој временски период. После се има изградено на така, значи Дебармало, Рузвелтова биле на така оној дел што е тоа е све биле полиња не биле изградено. Со катастрофалниот земјотрес после се направи Карпуш 2, 3. 62 го промени. 63 година да се смени сето тоа, руски згради, романски згради, бараки од Тафталиџа и така дале. Солидарноста на многу граѓани ја носат имињата на улици, како Анкарска, Атинска, сите оние улици кои биле донирани од кои помогнале во тоа време. Така да се навративме на старо Скопје и на она што Скопје некогаш значило, но ајде сега да се навратиме на нешто интересно. Пред вас има сад со прашање, Емилија може како единствена дама да посегнете. Да видиме. Да видиме со што ќе ви изненадиме во овој дел. Александар, повелете, ова се најлегитимните избори. Емилија да ви избере, добро. Ајде прочитате си ги прашањата и да одговорите. Еми може да започнеме со вас, да. Да започнеме, прочитате го на глас прашањето и одговорете. Што од секогаш си сакал да пробаш, но ти било страф? Јас сум сакал да летам, сакала, добро. Еве вака, да летам со параглайдер. Меѓутоа, тоа не знам дали ќе се случи, бидејќи ми е страф. Уште ми е страф. И единствено сега овој период, пред неколку месеци купивме Веспа, за да одам на работа со Веспа заради метежот, нели, да избегнам колата. Паметно. И не знам колку е. Пробав да возам и толку беше. Финансиски поисплатливо. Не знам што е финансиски, ама јас пробав и го купив моторот, ама сега ќе го вози веројатно син ми. Да, мене ми е страф на тој мотор да се качам и да возам на работа да одам. Така да во принцип не сум плашлив човек, излегувам од комфортна зона, меѓутоа пред 17 години, пред да се роди мојот син, јас на ролери од стаза паднав и заработив 15 штрафа и 2 плочки во лактот. Бобан беше сведок, маш ми исто и он проба да пушта музика во диџејските води заедно со Бобан и во моментот кога паѓам на стаза, се јавувам на Дима и викам јас сум на стаза, со брза помош одам на клиника, веројатно се искршив. Може тука е стравот. Тоа е страв, затоа што од адреналински, и моторот ми е веќе адреналински, бидејќи на ролери се утепав, нели, и 7 сати операција и рехабилитација која што траеше речи си 2 години, сега сум во моментов со ограничена функција на раката и потешкотиите можеби ќе доаѓаат со тек на време како нели старееме. Доколку не се случило таа повреда, можеби све ќе сум направила од тие адреналински работи, меѓутоа никако ја ставив кочници, си викам Емилија, ти си сакал да седиш нутриционистичките планови. Ти си сакал да бидеш нутриционист и тоа да знаеш дека сега Ептен ме утеши. Пред 2 недели си купив ролери, смислам дека папа ти ги облеков и веќе изгледа никогаш. Да, јас тогаш кога возев ролери немав заштита на зглобовите, така да тоа е грешката што имав направено. Да, мора да се јас буквално бев тогаш со луксација на лактот, значи раката едноставно не можев да погледнам, не можев. На стаза дојде една мајка, докторка беше со детенцето во количка и ја легната безпомошно. И ми вика написе водичка, ма викам не докторка, викам јас сигурно ќе ми оперираат раката, викам најверојатно вода не треба. Добро ќе се заврши. Добро се заврши сето тоа, меѓутоа ете ги тие стравови. Мислев дека тој страв со тој мотор што ќе го купам и ќе возам и сакав како вашиот колега Бубет Домазетовски, па
така у најмала рака едно крукче низ градот да направиме. Нордкап ми е мисловна именка, меѓутоа мислев дека некако ќе излезам од таа комфортна зона и за мене точакот, ролерите, моторот изгледа и велосипедот може да биде авантура, зависи од возењето, така да ќе возиме заедно, не се секире. Да, добро да излезам од комфортна зона, ама тешко ќе биде миленче тоа, така да. Така да тоа се тие стравеви што мислам дека нема да ми поминат. Добро е да се надминат со времето. Александар, кој е вашето прашање? Прочитете го на глас и одговорете него. Уште не сум го прочитал за да биде да биде по автентично. Јас само ќе кажам дека кога нешто правиш, јас со своите ученици им викам слободно згреши се што имаш за грешење, да го коригираме сега. Син ми кога го учев да клиза на мраз, прво го учев да паѓа и мислам дека треба прво да учиш да паѓаш, а после да учиш да возиш ролери, да скијаш и така натака. Да знаеш како да паднеш. Значи и на фудбал сега, кој да игра фудбал, нели? Треба прво да научи како да паѓа, па после како да дрибла и да напаѓа. Кога сме кај учењето, да го споменам и вашето училиште, каде што бевме и ваши гости, за сите оние кои сакаат музиката, кои го сакаат музицирањето и можеби желба на повозрастни или подоцнежни години да научите или можеби мали. Кој се добре еден во вашето училиште? Значи имам од најмали до повозрастни од мен. Одлично. Супер. Значи само е желба, е потребна, работам еден на еден секогаш. Сум пробал и со мали групи, меѓутоа не го постигнувам резултат. Истото како еден на еден. Колку сме талентирани како нација и колку е време потребно за одреден инструмент да се совлада? За талентирани сме талентирани, меѓутоа сме многу дефокусирани и се трудам да им го држам фокусот на луѓето и да не им избега желбата. Бидејќи само желбата е важна. Ако има желба, апсолутно се можеш да направиш. Значи, точно и за нас. Апсолутно, значи еден бенд ќе направиме не тука во дали работата ќе ја правиш на овој начин или на друг начин, ќе ја правиш како само ти што ќе си ја направиш. Најважно е желба. Се е уметност, така и ова е уметност и тоа вие што го правите. Да го слушнеме прашањето. Инаку, ајде сега, извините, напнав. Сакала. Многу им е добро вецето тука во Канал 5. Не знаеш кој е мушко. Едното е означено XX, другото е означено XY, па за не се навреди никој. Машко, женско. Сакала. Не се знаеш кој е. Кратко и јасно. Боже мој, тоа е. Кратко и јасно, без никакви навреди. Кој како си се чувства, тоа е важна ствар. Така е. Чекај, сум сакал. Дека не се случува Сакала. Јас се надевам дека сите ќе останеме на оно што го промовираме, машки и женски род, и дека ќе се сакаме на начин на кој што треба. Машки и женски нема како тие промовирале, не промовирале, фактите си се XX и XY. Така да вака, кој те инспирира, која личност е твојот идол? Добро, тоа е многу јасно, ако гледаме за музиката која е мојот идол, покрај него имам и уште многу други. Да ги споменеме тие што можеби помалку сте ги споменувале за разлика од Принц. Најнови се Ангин де Пойтре. Добро. Многу чуден бенд, дуо, кои што свират микротонална музика и се апсолутен хит во последниот месец. Интересно. И докажува дека АИ може да иде на одмор. Дека апсолутно човекот не може да биде заменет. Значи, сега како се читаат, они се од Канада, ама нели францускиот дел на Канада. Така да може да ги побараат луѓето ако не ги знаат. Ако не ги знаат, така. Ангин де Пойтре, не знам ни како се... На француски. Не знам како се чита, нема везе. Ето, тоа. Интересно. Убаво е да низ животот создаваме нови идоли и да откриваме нова музика. Бобан, кој е вашето прашање и одговорите ни го истото. Се надевам правописно добро напишано, без грешка. Да, добро. Како го запозна твојот најдобар пријател? Ја, во принцип, имам обичен рецепт за запознавање на сите луѓе пријатели. Немам нешто посебно да... Ако игра на вашата музика, може да биде пријател. Не мора со музика, не. Чисто, например,
имам приступ кај тие што не ги познам, односно непознати луѓе, како да ги знам долго време. И настапувам да разговарам како да се знаеме кој знае колку време. Интересно. Тоа е мојот пристап и така е полесно за двете страни. Сите се поослободени, и двајцата се поослободени. Имате ли пријател од имате ли пријател од детство? Со тоа покажуваш на некој начин и реална искреност. Така да тоа е мојот систем на запознавање, а мојот најдобар пријател го имам запознавање у кафич. Каде би на друго место? На у кафич и ден денеска сме екстра добри другари и пријатели. И одлично. Не гледа ли сега да го поздравиме? Па не, сега е на работа, не може, он има специфична работа. Нема да откриваме, добро. Нека си го поздравиме за секој случај, па. Познат дечко од Гранов и така. Добро. Кога сме ке поздравите и честитките, да започнеме со фотографиите, и тоа фотографиите од господинот Бобан, да ги погледнеме неговите фотографии, интересни и креативни, за кои што и ке раскажеме малку повеќе. Ги гледаме фотографиите, може да ги коментираме. На која локација е ова, каде се пушта убава музика, Боби? Ова не можам се сетам која локација. Многу локации, многу. Да, ама мислам дека е не дека поред Вардар, дали беше имаше река. Не се сеќате на река? Да. Мислам дека таму негдека беше. Кај стадион по таа страна и ова е, мислам дека е некоја прослава роден ден на мој другар, дали за малечкиот правеше нешто. Он е познат менаџер, Камен, може го знаете. Да. И мислам дека на таа забава е. И голем поздрав до него, се ете, не сме се сетиле, може да го поканиме да ни раскаже за ноќниот живот и за малку да бидеме носталгични за животот во Скопје. И мислам дека таа слика е таму. Одлично. Ете, да. Ова е во Каса Кубана. Значи пред 2-3 години. Градски трговски центар. Градски трговски центар, да. И ова се дали ракометарки или одбојкарки на Македонија. Репрезентација тогаш дојдоа и имаше направивте одлична забава. Сите танцуваа. Многу добра забава. Имаше дури имам и видео запис од тоа. Ама добро, јас имам дојава дека од секој што биле магнет за жени, Па, не знам сега дали. Молам немој бити ке се љути, ке гледа, ке не се наљути. Добро е да не е за мажи, така да се дека е за жени. Не за мажи, не ми стигна дојава, само за жени. Зависи од вкусот. Ова е општо така. Ова е друга слика, може така? Ова е друга слика, ова е слика на кој имав 20 години, тогаш работев во дискотека Панорама и баш исто ова е еден момент кога имаше такмичење за најдобар диџоке во Македонија. Така? Во покровителство на Екран, не знам дали како не, се сеќаваме на тогаш на прво место, мислам така беше, прво место освоев и на таа слика е од тогаш. Ова е од Hard Rock. Заедно со DJ Бабура. Со DJ Бабура, значи од лева страна сум јас, тешко препознатлив со сега. И Бабур имаше тогаш 17 години. Јас го викнав, го земав за да почне да работи, да учи и израсна како што треба, научи све, мислам. Истата таа слика е таму од Hard Rock. 95-та. Најдобрите забави во Hard Rock. Да, мислам без конкуренција и самиот локал, самата дискотека. Него тоа што ни го споменавте, најдобар диск жокей Богдан Стојановски. Една објава од времето. Да, 80-81 година мислам дека е. И ова е слика спремена за да требаше на тогаш се отвараше првата дискотека летна во Охрид, дискотека Градиште. Значи тогаш е почнато прво. И тука е напишано, значи кај се моите ангажмани, каде после што пишува баш дека од тука Панорама, Скала и така дале. Тоа е тој сегмент. Ете го, диско во Градиште. Да, баш тоа што ви го кажав, тоа е. Ова што ни го раскажавте, ние го одвоивме. И диско во Градиште, диско и за Снашка. Да, ова е во Кубански, значи
Еми со у елемент дали роѓенден беше, не знам што, али ете таков сегмент е фатен и тоа е тоа. Богдан, ви благодарам за се она што ни го издвоивте, за времето на кое што не навративте и за Шпанија е посебна приказка. На вистина има. Следен пат кога ќе дојдете ќе може да се навратиме на тој дел од вашиот живот. Следна прилика. Да бидеме носталгични и да продолжиме со фотографиите на Александар Истовски принц, да го споменеме тоа што тој ни го сподели низ фотографија. Ја споменавме, убаво е да видиме и на фотографија. Да, Стефи е десно. Вашата керка и керката? Мија Переска, да. Така. И керката на Пере. Две многу талентирани девојки. Да. Од каде спојот? Природно? Дали јас нешто ги спојам? Не знам. Тука се генерацијскиот прилика. У моментов не ми текнува. Не, Мија е... Постара е Мија, знам, ама... Едно 3-4 години, мислам дека е постара. Следна фотографија. И се спои многу енергетски. Да подсетиме кога сме веќе кај времињата на она што значеше мизар некогаш во вашиот живот? Па, се уште се мизар. Сега имаме нели концерт на 3 април во Филхармонија. Одлично. Браво. Да поканиме и да споделиме. Ова е од која турнеја е? Мислам дека е 22-та. Не сум сигурен, или може 21-та. Значи веќе 5 години сум во мизар. Ова е претходниот пејач Зоран Тортевски, Горас Чаповски, не се гледа бубњарот Жоро и да, Пеца Китановски. Ова е таксират. Не, да, таксират е ова. Ова е мојот прв концерт со мизар. И добра фотографија. Така, но тоа е за мене се уште како ново искуство, да го кажам. Многу уживам во сето тоа што го работиме. Верувам ќе биде уживање за сите 3 април? 3 април Филхармонија. Одлично, македонска филхармонија. Петок. Да, мислам дека одамна е распродаден концертот. Добро, треба убаво е да се бара место повеќе за македонски. Може ќе барат и втор. Така е. Дај Боже. Ќе видиме, да. Ова не знам. Ова со Стефанија свиревме на плоштад. Пиволент ли, како се вика, не знам, Пивофест, не знам. Така. Пиволент. Да, и... Пивофест беше во април. Да, ова е исто од тоа. Да. Сакав малце рок фјужн да ми биде тој концерт, спремивме нов материјал некој. Така. Јас, Џоле Максимовски, Стефанија и Жоро. Џоле Максимовски. Девар Мало. Да, Џоле, цел живот сме заедно, свирачки. Ова е со групата The Chicks, снимавме спот во кино Манаки. Извонрад Битолчанки или Прилепчанки, да не сгрешам? Ова е Виктор? Велешанки, ова е Виктор да. И Жоро, бидејќи сами си го снимавме спотот. Ја, Виктор и Пери имаме заеднички спот, Keep the Funk Alive се вика. Јас кога бев пред камера, Виктор ме снимаше, ја го снимам. Кога бевме тројцата, ако го видите спотот, сами си се снимаме. Статив е долу. Да, Ја знам кај е локацијава, кај Олимпико. Да, бивша Систина. Тука, Систина, да. Па покушав да стапам во контакт, да ни дозволат, викам, некојаш човек кој многу прашува. И си го снимивме. Си го снимивме спотот. Интересно. Ја гледаш тука сами си се снимам. Ете. Значи пријаки сте. Браво. Сериозно. Нема филозофија, нешто ако сакаш го правиш. А иначе песната кога ја снимавме не се видовме, само си препраќавме фајлови. Така? Да. Веќе технологијата го возможува тоа. Така е. Затоа што сме многу запатени, не можеш да се погодиш да сме слободни или па да ти е моментот, нели? Така си послободен кога секој има од нас студио и кога ќе ти се погоди моментот, тогаш го правиш тоа. Снимате, пишувате, правите, да. Така, најновиот видеозапис ќе го видиме на крајот ова телевизиско гостување. Верувам дека нашите гледачи ќе уживаат, а во меѓувреме да уживаме и во фотографиите на Еми, да ги погледнеме и да ги коментираме истите. Што да коментираме? 44, ама добро. Па што, одлично, многу. Ама добро, супер се бројат годините. Си се чувствувам за годините, не сме престарени, ама треба да се одржуваме во нели полн елан и енергија.
Така да мене на 8 март ми е роден ден и баш онака се гордеам со денот убав и сакав така нешто да се 44-ка оваа година за окружиме. 2 четвртки да ги врти. Не може да ги врти. Така да тоа беше на 8 март. Ова е фотографија кај една моја пријателка. Уживање. Да, уживање со еден од моите внуци. Мислам дека е Марко, на сестра ми е детенце, еден од близнаците. А покрај Марко убавицата или убавец кој што е иста на фотографијата? Така, тоа е на другарката кучето. Они има 3-4 кучиња. Јас баш тој ден го однесов и моето бишонче, значи се поремети кучево од играње. Значи дома устав затворено, а овдека у двор пространство трчање, мислам дека Ептен се изнаигра. Значи и кучињата како децата, нели сакаат да се играат, ова со внуците исто. Ова е многу наши колешки на фотографија. Така е, да, промоција на книгата. Имавте и вие, мислам, покана, ама не дојдовте, имавте друга уврска, мислам, дека и затоа не присуствувавте. Така е. На 23 декември пред 2 години беше промоција на мојата книга. Тука е Билјана Демарлиева, Вики Чадиковска и Бубе. Тие ми беа дел од мојот успех што сум го постигнала со мојата. Три дами кои изгледаат извонредно и одличен пример. Навистина, јас со нив постојано комуницирам како и со вас, нели што комуницирам, и тие ми се дел од мојот живот, нели како почнував на почетокот со гостувањата, па така и се спријателивме, станавме пријатели. Природно е. Така спонтанно дружењето и енергијата не мора да се дружи со никога само цел живот, некогаш и енергетски кога ќе се поврзеш е пријателство за секогаш. Ова е пред минатата година имавме во училиштата во Аеродром едукација за децата, тоа не беше проект за женско здравје, и во училиштата, не сите училишта во Аеродром имавме предавање, психолог, гинеколог и јас како нутриционист и вие психолог Александра, доктор Билјана, сите и наши минати елитни гости. Така, да. Со тоа што имавме и прилог за тоа колку е важно здравјето на жената и децата. Ова ми е мојата сестра која живее во Германија, во моментов ме гледаат со внуците. Голем поздрав до Германија, имаме многу гледачи од Германија. Така, од секаде више Македонија. Македонија е сега, така. Да, на секаде сме ние. Ова исто 10 години, тоа беше пред 2 години, Нутрием, имам нова локација пред 2 години, се наоѓа на друго место во Кисела вода, претходно бев на друга локација. Ова е моето катче Нутрием, каде што излегуваат најубавите совети и рецепти и дружењата со вас медиумите и со моите клиенти, и така да правев една мала забава, отварање 10 години. Отлично. Ова е во Индонезија за мојот роден ден пред 2 години, на 8 март бевме на едно такво патување со сопругот и навистина така убаво беше малце да се освежиме од секојдневните стресови. Сестра ми, другарките во Елемент, таму каде што тебе највеќе ти смета музиката и бучавата, таму бевме. Така, добро, не мора да го рекламираме. Така, да. Добро, не кажав ништо. Ништо, само да кажеме дека сме се забавувале и дека го сме си поминале во умерени граници. Во круг на луѓе што ги сакаме енергетски, буквално ќе се поврзаме. Пратив една фотографија со Милена, тоа сакав да сите фотографии кои што ми ги пративме така со Милена. Леле, следно ќе се сликаме сега. Ќе тагнам и ќе те објавам пред 10 години. Кога беше навистина, која година паметиш? Па не знам, веќе со години, веќе се мислам. Тоа беше во најдобрите совети, една емисија која што ја имавме веднаш по утринската, јас и Јелена колешката бевме. Значи и Баба Рада беше во емисијата, така беше. 4 пати неделно од понеделник до четврток, и твоето прво појавување беше тука позади Александра, но тогаш беше поинаква малку кујната. Така. Јас многу добро го паметам твоето прво гостинство. Сакавме и денеска да не бидеш во Куина Еми, но за жал го немавме таа привилегија да сготвиме нешто. Како заедно ја победивме тримата, ти текнува. Значи јас кога ми се јавија за да гостувам 45 минути медиумски простор, леле, викам Господе, помогни ми, што ќе кажам за 45 минути. И тогаш магистерската теза ми беше оптимално искористување на витамин С
во и железово Коприва и викам па ова знам да го кажам, нели, највеќе 45 минути тоа, значи кога почна одбраната на магистарска така. Па помалце е време, ама 45 минути, значи се препотуваш. Само јас се сниматело тоа. Така беше, да. Помалку луѓе. Ама мислам дека, знаеш како кога ќе те фрлат во оган, сноуѓеј се, мислам дека веќе тоа со тремата помината, да, многу убава емисија беше, јас не можев дури впечатоците нели да си ги Ако имаш фотографијата во мобилен, побараја во меѓувреме, ќе ја покажеме на екран. Александра, се сеќавате ли вие на вашето прво телевизиско појавување? И на емисијата во која што сте се појавили? Како музичар? Во облик во кој што сте се појавили? Да, тоа беше Канал 3 кај Дуле. 91 година. Ја бев член на група Катанга. Интересно. Пеач беше Васко Достинов и така, бев гитарист. Трема? Не, немав трема, апсолутно си се осетив многу комотно. И Васко ми рече, леле, си кренав ноđe нешто, да свирам нешто. Си се наслонив на нешто, вика, леле, па ти топ си бил за пред камера. И многу беше тешко тогаш да дојдеш до настап на телевизија, да те пуштат. Па да, сега се малку поинакви. Потоа кога имав свои песни, навистина пола година морав да бидам упорен за на крај да кажат окей, може да се појавиш. Ама во секој случај убаво позитивно искуство. Да, иначе како соло артист Сашо Радковиќ прв ми дозволи тогаш на А1 телевизија, кога се отвори, а на Македонска радиотелевизија Јане Теохаревски. Они двајца беа клучни за... Интересно. Ја лоциравме фотографијата од далечната која година? Па не е баш далечна, ама пронајдија разликата. Милена, ти си иста, јас со косава, боља ми е кратка. Може и да е, Ја мислам боље си вака. 2017-та. Може да е. 10 години, добро. Да видам дали откако ќе да видам по облеката ќе ја познам дали сум тука трудна, ако сум трудна. Не си трудна. 2017-та. На почеток си. На почеток, да. Како и да е, 10 години, ајде горе-доле да заокружиме. Здраво Македонија 20 години ќе заокружи, така да навистина многу 20. емисии, многу гостувања, многу дружења. Јас си реков ќе знаат по кондурите, а вие кондури ги купив таму, така. Богдан, сеќавате ли вие на првото пуштање музика во локал? Да, се сеќавам. Тоа е малку измешана работа. Ја ако ви кажам дека прво мое пуштање било во Грчка, нема да верувате како дете мал, значи. Во камп во Грција, каде што сте били, не очекувам. Да, многу близко. Кога бевме мали, значи ова 72-3 година, идевме, не носеа во Платамона, не знам, сигурно знаете, Платамона, Лептокарија. И ние си имавме друштвенца таму, си се спријателувавме со кој од Србија и големо друштво бевме, македонци Срби, и секаде идевме заедно. Пошто ја тогаш купував музика, уште тогаш идев до Солун, ќе донесев плочи лево десно и идевме една дискотека лайв. Тука беше у близина и пошто идевме како друштво многу и газдите дознале дека има некој што знае со таква музика да пушта музика. И мене ми вика, дали сакаш ти на вашето друштво да им пушташ музика? Ја викам, сакам, како не. Моето пуштање, значи, беше тогаш, прв пат. Сега за Скопје, значи, на дискотеката Верна, Панорама, Скала, Метропол, Хардрок и уште многу. Прво во Грчка. Интересно, значи, интересно портфолио. Многу, тогаш бев многу мал, 2-3 година средна бев. Ако и тоа се... Да. Тогаш стартував. Се запишува. Да. И тоа влегува во на портфолио на... Тоа е, значи, првиот момент што прв пат се соочи со таква работа. Се забавувате ли? Како не, мислам тоа. Значи, журчиња убави, друштво, се познавате сите меѓу себе и кога се познавате меѓу себе, забавата уште појака, се надградува. Така. Рече сме на 2 минути пред крај. Сакале да додадете сите нешто за крај. Александар, некоја убава реченица, поттик за... Оставам на вас. За младите генерации. За младите генерации. За младите генерации. Еве, ако сакаат младиве бендови да звучат поартикулирано, ако сакаат да звучат светски, побалансирано,
нека вклучат женски музичар во бендот. Интересно. Интересно. Еми? И да вклучат здрава исхрана и балансиран живот со добра музика, добар сон, тоа е тоа. Боби? Значи, кога се работи веќе за музика, јас би сакал помладиве диџеи што доаѓаат на сцена, малку повеќе да работат по-професионално, не да бидат home диџеи, па тоа да го презентираат кај што ќе дојдат, затоа што веќе е скроз другачие. Значи тука да се надградат, да имаат поголема желба ако ја имаат, ако ја немаат, нема што понатака да се бара, зашто желбата е све. Така. Тоа е тоа. Ние имавме желба да направиме одлична емисија, Милена, мислам дека и денес успеавме како и секој ден. Така. Се надевам дека и вас ви беше прекрасно. Пријубаво брзо помина времето. Така. Убава друштво, убава енергија, така. Ви благодариме на вас што одвоивте час и половина да бидете заедно со нас, а на нашите гледачи секогаш сме благодарни што неуморно сакаат да го следат она што веќе на неколку наврати споменавме 20 години го создаваме на најдобрата Канал 5 телевизија Здраво Македонија.